Во пресрет на 8 март, денот на жената, отвораме тема во која што разговараме за убавината. Она природната, но и убавината подкрепена со естетска хирургија. Мој гостин во студиото на Македонија наутро е доктор Дарко Милошевски, специјалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро најдов. Убава можност денеска да поразговараме за убавината, реков, она природната, но и она која што е подкрепена со помош на вас, пластичните хирурзи. На самиот почеток би сакала да ве прашам што се подразбира под убавина? Убавината е карактеристика која е придобивка на цивилизацијата и на општеството. Се менувала со текот на годините, се менувала, попримала одредени форми, варијации, естетските матрици стануваат различни и Достоевски рекол убавината ќе го спаси светот. Така да убавината е секогаш во окото на тој што ја посматра и во внатрешноста на тој што ја емитува. Значи, тоа е некоја категорија која не можеме да дадеме точна дефиниција, меѓутоа секој индивидуално ја разбираме. Постарите генерации сигурно би рекле дека најмногу ја почитуваат природната убавина и ќе кажат дека секоја жена е убава на свој начин. Меѓутоа, модерните времиња налагаат новите генерации се повеќе да сакаат да постигнат една убавина, една естетика во изгледот со помош на естетските корекции. Па кои се можностите и моќта на естетските интервенции? Пред се подвргнувањето под естетска корекција или под естетска интервенција мора да биде подкрепено со одредени медицински индикации. Значи, доколку постои медицинска индикација да се обработи нешто или да се поправи, тогаш да. Самата пластична хирургија и естетската хирургија како дел во описот на нејзиното делување имаат да се дополни тоа што недостасува или да се отстрани тоа што е вишок. Класични хируршки операции се знаеме веќе добро кои, и се популарниот така наречен анти-ејджинг, односно поправилен термин би бил нехируршки инвазивни техники на подмладување. Би ги споменале тука ботулинум токсин тип А, значи популарно комерцијален наречен ботокс, хилронски филери, мезонити, когнити, мезотерапии, липолизи, комбинација на сите тие третмани заедно, хемиски пилинг. Меѓутоа, сепак, негде се, што викаат, секој третман го наоѓа својот пациент, секоја интервенција го наоѓа својот пациент, меѓутоа, дека мора да постои оправдана медицинска индикација, дека тоа мора да го изведе стручно лице, лекар во стручни контролирани услови за работа, ординација, амбуланти, поликлиники или болници, тоа под секако, под нота бене. Пред да продолжиме на темата, јас кратко би кажала збор-два и за вас како дел од професионалната определба. Вие сте македонец кој што успешно работи надвор од границите на нашава земја. Вие практично живеете и работите во Белград, таму ви е базата, меѓутоа во последно време сте насочени и кон Луксембург и секако сето свое знаење го имате добиено во Белград и успешно работите на полето на пластичната хирургија. Да, специализацијата ја започнав и ја завршив на клиниката за опекотини, пластична, реконструктивна и естетска хирургија во Белград, при клиничкиот центар во Белград. Меѓутоа имав можност и среќа за благодарение на некои луѓе кои што се бават со медицински маркетинг, медицински туризам. Тоа е една господја од Подгорица, Весна Миловиќ Муратовиќ, која што ми пружи шанса да станам и член на Институт де Боте или Кралскиот институт за убавина во Луксембург, каде што често посетуваме конгреси, семинари, едукации. Хирургијата и самата медицина се гранки кои што ги сте посетени максимално 24/7 и морате да ги пратите сите трендови, сите новитети. Тоа секако семинари, едукации, настани и така. Пластичната хирургија некако се наметна како тренд.
и кај повозрастните и кај помладите. И кај обата пола. Ете, така и кај двата пола, и кај понежниот и кај посилниот пол. Ако некогаш оние луѓе кои што практикува естетска хирургија не сакаат да признаат дека го прават тоа, денеска всушност тоа станува еден статусен символ да се види дека вие сте во тренд. Модерното време, модерниот начин на живење, модерните влијанија од разни медиуми, социјални мрежи, најмоćна социјална мрежа ви Инстаграм, од Фејсбук, од телевизијата како медиум се уште, некој социолог рекол, кога би имел да бирам помеѓу држава и телевизија, би избрал телевизија. Го наметнуваат еден, да кажеме, диктат на вечна младост или вечна убавина. Значи, некои категории кои што малце му пркосат и на времето, и на природата, и на гравитацијата. Меѓутоа, луѓето, знаете, склони да ги следат трендовите, да се втопат во трендовите, да бидат модерни, да би биле ин, да би биле, нели? Така да не е оправдано по секоја цена да се подвргнувате на тоа што е наметнато. Меѓутоа, доколку постои причина, доколку тоа вас ви смени самодовербата, барем малку, доколку ве направи посреќни, секако да. Сето тоа што се прави прекумерно ја губи вистинската вредност и ја губи вистинската убавина. Затоа не треба да се претерува и да се бара нешто што не е соодветно. Дали за поднебјето, дали за возраста или за намената за која што сакате да го добиете. И овде доаѓаме до клучното прашање, што е со младите? Се повеќе млади се подвргнуваат на естетска хирургија, сакајќи, како што рековте, да бидат ин и да бидат исти како и другите. А нели убавината е во различност и ќе речеме младоста е убава сама по себе. Така, младоста е убава сама по себе, меѓутоа младоста е нездрава сама по себе. Така да. Така да јас сум размислувал можда на тие години малце поинако отколку сега. Младите луѓе се токму поради нивната младост, поради нивните години, поради нивната возраст се склони да бидат под одредено влијание, склони да ги рушат табуата, склони да ги рушат дотогашните перцепции за нив и склони да бидат, нели, дел од тој мејнстрим кој што не се ни свесни дека се всушност самите по себе, младоста по себе е прогресивна сила. Во се треба да се бара умереност, односно мерка. Мерката е некоја златен стандард кој што вас секогаш ќе ве одржи да бидете на некој одредено ниво, да ја зачувате индивидуалноста. Пластичната хирургија и естетската хирургија е идеална гранка на медицината која што може да ја потенцира персоналната, индивидуална убавина, да го потенцира вашиот идентитет. Значи да биде само една завршна обрада, еден финиш, една шминка на сето она што сте вие како личност, како карактер, како индивидуа, како персона. Доколку стане единствен ваш адут и надворешниот изглед, тогаш се претварате во амбалажа која што нема никаква содржина. Без оглед на годините постојат пациенти и пациентки кои што и без оглед на тоа што не се млади, кои што се да речеме во некои возрастни, сериозни години, потенцирањето на физичкиот изглед име главен адут или главна карактеристика, запоставувајќи го сето она што се тие како содржина, како суштина од себе. Успевате ли вие како пластичен хирург да влијаете врз вашите пациенти кои што сакаат да направат естетска интервенција со која што практично би личеле исто како и другите? Успевате ли да им укажете и да ги убедите да направат нешто поразлично и нешто соодветно за нив? Да, многу е битно да се стекне доверба помеѓу односот доктор-пациент. Многу е битно да го познавате од медицински, од психолошки аспект профилот на личноста со која што имате работа. А ако ви каже дека посетил 5-6 пластични хирурзи, дека никој не е задоволен, вие како 7-8 нема многу да помогнете. Пациентите се склони да имаат или преголеми очекувања, тоа е под број 1, значи некоја како компликација која што може постоперативно или постинтервентно да се јави. Друга, да кажеме, негативна страна е неприфаќањето на новото јас. Така. Организмот е една жива материја која што трпи промени,
после една риносептопластика со остеотомија или без остеотомија, популарно наречена операција на нос. Вистинскиот изглед го имате после година, година и пол дена. Сега тој период од година дена пациентот мора да се прилагоди на менувањето на новото нејас, на прифаќањето на новото јас. Доста е комплексна како тема естетската хирургија во смисла да зафаќа и тој емотивен статус на психолошкиот момент е многу важен во ваквите третмани. Тогаш треба да знаете и дали, например, смете треба да одбиете пациент. Пациент кој што има нереални очекувања, пациент кој што ги преувеличува вашите резултати или ги минимализира. Морате да бидете, значи, навистина на задачата 24/7. Рековте дека секоја естетска интервенција треба да има своја оправданост. Може ли да се стане зависен од естетските корекции и интервенции? Се станува, да, дури на Запад постојат и клиники, како тоа е еден вид на најмодерен порок. Постојат клиники за одвикнување од зависности од ефектот е тој што го создава што создава зависноста. Меѓутоа и тука умереноста го оправдува своето постојање. Да, ги правиме естетските интервенции често на определен временски период под одредени индикации за да го имаме тој и тој ефект. Не може да сакаме да изгледаме и да скратиме 20-30 години. Значи, треба да изгледа првенствено императив во сите медицински гранки е здравјето. Значи, првенствено треба да изгледаме здраво, негувано, свежо, одморно. Сето друго е дали го посматраме проблемот или нештото од еден агол или од друг агол. Убави сте за некого, не сте убави за другот. Така да може да се стане завистен доколку се претера, доколку не сте во корелација со самиот себе, доколку не го слушате своето внатрешно јас, доколку вашата индивидуа е против она што го имате вие како физички изглед, а тежнеете на нешто што нити го оправдува вашето работно место, нити вашата едукација, нити потеклото, нити образованието. Значи, едноставно сте во една, да кажеме, блага конфузија. Кога говориме за убавината, пак ќе напоменам постарите генерации, секогаш надворешната убавина ја поврзуваат со внатрешната убавина. Не можете вие надворешно да бидете перфектно скоцкани, да изгледате како кукла, меѓутоа да немате внатрешна убавина. И сето тоа може да се постигне со естетската хирургија, меѓутоа сето тоа да биде со мерка. Точно. Морате да бидете во таа симбиоза убавината. Всушност може би е најадекватна дефиниција. Убави сте доколку убаво зрачите и убаво ве восприемаат. За да зрачите убаво, мора нешто од внатре да заблесне, да тоа го експонирате на вашето лице, на вашето тело. Како се што се унапредува во рамките на науката и здравството, така и во естетската хирургија, па вие учествувате на голем број интернационални конкурси, имате едукација од областа на пластичната хирургија, имате стекнато интернационално искуство и од областа на нехируршките инвазивни техники и методи за подмладување, кои што всушност стануваат и централен фокус на вашето интересирање. Да. Ве интересираат посебно, значи тоа се сето она што може да популарниот нож да го одложи, тоа се нехируршки техники, инвазивни техники на подмладување. Зошто инвазивни? Затоа што ја пробиваат кожната мембрана, базалната мембрана на кожата, го нарушуваат кожниот интегритет на кожата како најголем орган на човековото тело, кој што всушност е медиум помеѓу висцералните органи, внатрешноста и помеѓу едноставно поради природата, Овие техники се техники кои што ви помагаат да го одложите начинот на старење, не можете да го стопирате, не можете да го прескокнете и да го модифицирате. Старењето само по себе е генетски запис, значи генетиката на човечката клетка е да остари. Што поради надворешни услови, што поради исхрана, што поради начин на живење, лајфстайл, сето тоа во еден континуитет доведува до постепено старење и одумирање на клетките и на организмот. Меѓутоа, внесувањето на одредени активни супстанции може да го
забави процесот на старење или да го направи, да го модификува, да старееме поинаку, да старееме со стил, да старееме убаво. Тоа се тие техники на подмладување или филери, хиалурон, мезотерапија, ботокс и така натака. Потврдивме со разговорот денеска дека можностите и моќта на естетските интервенции се огромни. Огромни се, верувајте. Нели врз основа на тоа пак и вие пластичните хирурзи имате работа и имате можност да се унапредувате следејќи ги новите методи и технологии, но сето тоа да биде изведено од стручно лице, со стручен надзор и да биде во рамките на можностите и нормалното, што би се рекло со мерка, ќе повториме повторно. Која би била вашата порака до нашите гледачи, не само до понежниот пол, туку и до посилниот пол, затоа што, рековме, на естетски корекции се подвргнуваат и мажите, и жените. И жените. Ништо, уживајте во убавината. Убавината била и оспорувана, и опеана. За убавината се војни се дигале, ако се сетиме на Хелена Тројанска, нели? Меѓутоа, на крајот на краиштата убавината, на крајот на денот ќе го спаси. Убавината како категорија на една човечка карактеристика мултидимензионалност. Морам да ве прашам, сега ми текна во моментот, бидејќи работите, вашата интернационална кариера, работите надвор од границите на земјава, во пошироки рамки, дали македонската нација е убава нација? Дефинитивно, една од најубавите. Така, драго ми е тоа да го слушнам, затоа што на вистина е за пофалба. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство и нареден пат кога ќе бидете повторно во Македонија, повелете во Македонија наутро. Благодарам.